председателя. Почитувам колега Зендели. Ние сме демохристијанска партија и прифаќаме покајување, прифаќаме кога некој знае да признае дека погрешил и благодарение на вашите одлуки, мислам дека и благодарение на тоа што бевте малку посвесни од овие останативе, во свое време го согледавте движењето на Република Македонија на каде се движи и токму затоа ја донесовте таа одлука пред неколку години да се повлечете од оваа власт која што ја носи Македонија во еден амбис. Меѓутоа не знам што очекуваат овие другиве кои што седеа до вас, а сега и ги дури немаат доблест ниту да се борат за своите одлуки, ниту да ги погледнат во лице своите сопартици и своите поддржувачи кои што им дале некаква власт. Почитувам колега Зендели, имам со мене едни статистики кои што на прашањето дали ситуацијата економска во вашето семејство се подобрува, само 1% од испитаниците одговориле. И не знам дали овие од алтернатива мислат дека ќе влезат во тој 1%. Ја претпоставувам дека тој 1% се семејствата исклучиво на овие кои што се досега во владата. Не знам дали очекуваат и тие да бидат дел од овој процент или мислат дека некаде ќе стасаат. Заскривајќи се зад европските агенди и зад европските вредности, апсолутно никаде не гледам дека имаат некаква надеж. Единствено сакаат да си ги спасат своите кариери, единствено е што сакаат да направат само некакви бизнис делки кои што се по многу поповолни цени од оние што се за граѓаните. Понатаму имаме прашања во овие анкети дали мислите дека се подобрува квалитетот на живот и додека во претходните десетина години овој процент се движел од 13 до 17%, почитуван колега Зендели, во последните 3 години овој процент паѓа од 9 на 6%. Исто така имаме прашање дали мислите дека економијата во Македонија се движи во правилна насока и овој процент паѓа од 25 на 8%. Така што сметам дека претходно кога застанав кај пактот со ѓаволот, овие го продолжуваат. Истото, меѓутоа, ние македонците имаме една изрека: кој со ѓаволот тикви сади, ѓаволот на крајот очите му ги вади. Мислам дека ќе биде доцна додека се освестат, меѓутоа ние не би биле македонци ако се предававме така лесно. Ќе издржиме се ова што се случува и ќе покажеме како се владае после десетина месеци, а овие кои што ја уништуваат Македонија ќе се одговараат за она што го направиле. Благодарам. Реплика Бети Стаменко.